Летното сметање на времето почнува во недела наутро на 31 март во 2 часот по полноќ. Кога со поместување за 1 час нанапред ќе се смета дека е 3 часот по полноќ. Летното сметање на времето ќе заврши на 27 октомври годинава. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Нови поволности за паркирање за сите жители на општина Центар. Трајановски ветува проширување на улицата Кемал Сейфула. Макрадули ветува бесплатни билети за ученици и студенти, а Бутел ќе се гасифицира, ветува Петра Латиновски. Сокол Митровски најави целосна изградба на канализационата мрежа во Волково. Жерновски повторно со обвинување до Тодоровиќ дека му ја препишува изборната програма, а Јакимовски ќе реконструира стари фасади во Карпош. Јавното предпријатие Паркинзи ги промовираше новините во своето работење кои се однесуваат на бесплатно паркирање за сите жители на општина Центар, како и бесплатен паркинг за членовите на семејствата и нивните гости. Новините ќе започнат од 1 април. Андријана Димитриевска. Јавното предпријатие Паркинзи денеска ги соопшти новите поволности за паркирање за сите жители на општина Центар. Од 1 април жителите на општина Центар бесплатно ќе ги паркираат своите нови возила. Единствен услов е жителите на Центар да поседуваат сопствено возило. Од 1 април, тоа е понеделник, да овозможиме на сите станари и граѓани на општина Центар бесплатно да може да ги паркираат своите возила во непосредна близина, да може и нивните гости истото тоа да го прават бесплатно, со претходна најава, дури да може блиски членови, ако имаат постојана потреба од било која причина да бидат присутни кај своите од семејството, тоа да го регулираат на годишно ниво. Втората услуга која ја нуди јавното предпријатие Паркинзи е бесплатен паркинг за фамилиите на жителите на Центар, односно од 1 април па понатаму ќе можат да им обезбедат бесплатен паркинг на членовите на својата фамилија. Поточно, жителите на Центар ќе можат да пријават 3 возила на членови на нивната фамилија, без разлика дали членовите на нивната фамилија се жители на општина Центар, кои во текот на целата година ќе можат да дојдат на гости кај својата фамилија, а при тоа за нив паркингот ќе биде бесплатен. Идентификувавме да речеме дека граѓаните имаат повеќе од 2 возила или за второто представува оптеретување на домистокот што го плаќаат. Сега значи единствен услов е да се сопственици на возилата и нема ограничување на бројот на возила доколку се они сопственици. Идентификувани и она каде што малите дичиња имаат потреба бабите да ги чуваат и секојдневно да доаѓаат во домовите, иако не се жители на општина Центар или живеат на друга адреса, значи тоа е значи за потесни членови на фамилија исто така бесплатно и во делот нели што рековме на гостите покрај промотивниот период и понатаму останува за гостите бесплатно. Единствено што ќе треба да направат граѓаните кои што се корисници на јавното предпријатие Паркинзи Центар да ги најават гостите или членовите на фамилијата на контакт центарот на јавното предпријатие на 072 251 251. Директорката Маргарита Бакев ги информираше граѓаните дека гостинската карта и покрај промотивниот период и понатаму останува бесплатна за жителите на Центар. Одборот за доделување на државната награда Мајка Тереза распише конкурс за доделување на оваа награда за 2013 година. Конкурсот ќе почне од 1 април, а ќе трае до 30 април годинава. Со државната награда Мајка Тереза се оддава признание за остварување во областа на хуманоста и човечката солидарност и за потекнување и унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери. Државната награда се доделува на поединци, група творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани од земјата, а може да се додели и на странски државјани, група творци, екипи и институции од странство. Наградените поединци ќе добијат диплома и паричен износ, а секој член од наградената група или екипа покрај диплома ќе добијат и еднаков дел од паричниот износ. На наградената установа, трговско друштво или здружение на граѓани им се доделува диплома и плакета.
Паричниот износ на државната награда Мајка Тереза изнесува 5 просечни месечни плати во Република Македонија, исплатени во последните 3 месеци на тековната година. Подносителите на иницијативата за доделување на државната награда треба подробно да ја образложат иницијативата. Во текстот треба да се содржани прецизни биографски податоци, адреса на живење, податоци за остварените резултати во областа во која е постигнато остварувањето и други податоци што се смета дека ќе придонесат во оценувањето. Комплетираниот текст на иницијативата да се достави во 15 примероци, а трудови се третираат како прилози и треба да се достават во еден примерок. Со средства во износ од 15 милиони евра, владата ќе поддржи отварање на нови или проширување на постојните семени бизниси во руралните средини. Поддршката на владата ќе се доделува за бизниси од областа на земјоделското производство, алтернативно земјоделско производство, занаетчество, туризам и услужни дејности. Како што појасни портпаролот на владата Александар Ѓоргиев, средствата на владата ќе бидат наменети за покривање на 50% од иницијативата за отварање или развој на семени бизниси. Најмала инвестиција за која граѓаните ќе може да побараат поддршка е во висина од 3000 евра, а владата ќе покрие половина или 1500 евра. А највисока сума може да достигне од 300 до 400 евра, од кои половина како поддршка ќе ги обезбеди владата. За анимирање на граѓаните, владата подготвува кампања во која представници на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и Агенцијата за вработување на Република Македонија на терен ќе им објаснуваат во кои се сфери може да се добие поддршка од владата и помош при изготвувањето на бизнис плановите. Основен услов кој треба да го исполнат граѓаните за да добијат финансиска поддршка од владата покрај бизнис планот е да ги имаат исполнето обврските по основ на даноци и придонеси, а да се од руралните средини. Приоритет во добивањето на средствата ќе имаат оние бизниси кои ќе овозможат поголем број вработувања. Кандидатот од ВМРО-ДПМН за град Скопје Коце Трајановски денеска го промовираше проектот за целосна реконструкција на улицата 2 Македонска бригада. Против кандидатот Макрадули најави пренамена на парите потребни за изградба на бродот и мостот око за ученички и студентски возни билети. Петре Латиновски, кандидатот од ВМРО-ДПМН за Бутел, најави дека ќе започне со гасификација на стамбени објекти. Во должина од 1100 метри ќе се изврши целосна реконструкција на улицата 2 Македонска бригада, од крстосницата со Кемал Сейфула до Македонско-Косовска бригада. Ова денеска го најави кандидатот за градоначалник на град Скопје од коалицијата за подобра Македонија Коце Трајановски. При реконструкцијата ќе биде целосно реконструиран асфалтниот слој, ќе биде исто така наму кај што тротоарите не се направени, тие ќе бидат направени, ќе биде направено зеленилото, ќе биде обновено уличното осветување, така да таа улица ќе добие еден модерен лик, што ќе допринесе за еден подобри услови на граѓаните на овој дел на општина Бутел. Трајановски најави реконструкција на улицата Кемал Сейфула од крстосницата со улицата 2 Македонска бригада до кружниот тек со Буца Иванова. Неговиот против кандидат од коалицијата Сојуз за еднината Јани Макрадули најави дека финансиските средства кои се предвидени за изградба на бродот и за мостот око во висина од 10 милиони евра ќе бидат пренаменети за обезбедување на бесплатни возни билети за студенти и средношколци. Се трошат милиони евра за грусарски бродови и пешачки мостови во стилот на Алиса во земјата на чудата, а сакам да потсетам дека ништо од тоа не беше ветено во програмата на Коце Трајановски. Кандидатот за градоначалник на општина Бутел од редовите на ВМРО-ДПМН Петре Латиновски истакна дека општина Бутел е меѓу првите општини која започнала со гасификација на стопанските објекти, а во иднина ќе продолжи со гасификација на јавните установи и училишта. Латиновски најави дека општина Бутел прва ќе започне со гасификација на стамбени објекти. Општината Бутел прва ќе започне да гасифицира стамбени објекти. Значи, бидејќи услови за тоа се создадени. Ние веќе студијата ни е при крај и тоа ќе бидат првите стамбени објекти гасифицирани во Скопје Север и втората фаза ќе ни биде стамбениот комплекс Александар Македонски. Во изборната програма на кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски се предвидува целосно реконструирање на канализационата мрежа во руралниот дел на општината. Тој најави продолжување на рокот за уплаќање на средствата за канализациона мрежа во населеното место Волково за уште 12 месеци. Митровски во трката за градоначалник во вториот изборен круг ќе се трка со неговиот против кандидатот СДСМ Александар Наумовски. Ивана Митковска.
Кандидатот за градоначалник на општина Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ Сокол Митровски најави продолжување на рокот за уплаќање на средствата за канализациона мрежа во населеното место Волково. Тој потенцираше дека во неговиот 4 годишен мандат до сега биле реализирани 80% од реконструкцијата на канализационата мрежа во ова населено место. За граѓаните од руралниот дел каде што е во интензивна изградба канализацијата и изградена негде 80%, останува значи уште 20% за сите тие граѓани кои не го подмириле долгот што е изгласан на референдумот пред 4 години, ќе дадеме можност да тој финансиски долг, да кажам, или подмирување према општината го направат за 12 месеци, односно за една година. Даваме една можност на вистина сите граѓани во наредниот период со завршување на канализацијата да можат да се приклучат и дефинитивно да ги елиминираме сите 6000 септички јами кои се легло на зараза и болести за најмладата популација, за жителите, за подземните води, површинските води, за истичните води и со тоа дефинитивно овој простор да се сврста во урбана средина. Во изборната програма на Митровски до 2015 година се предвидува целосно реконструирање на канализационата мрежа во руралниот дел на општината Ѓорче Петров. Со оглед на тоа што советничката листа на ВМРО ДПМНЕ го доби мнозинството во Советот на општината, доколку Митровски добие уште еден мандат за градоначалник, вети дека уште на првата седница на Советот ќе побара усвојување на предлогот за продолжување на рокот на уплаќање на средствата од референдумот од 2007 година за уште 12 месеци. Митровски потенцираше дека овие поволности се нудат поради економската структура на граѓаните и истите нудат можност на сите граѓани во наредниот период со завршување на канализацијата да можат да се приклучат на канализационата мрежа. По завршувањето на канализацијата, овој дел од општината ќе стане на вистина атрактивен, посочи Митровски. Како што информираат од општината Ѓорче Петров, референдумот за изградба на канализационата мрежа од 2007 година бил донесен по барање на жителите од ова населено место. До сега уплата извршиле 27,4% од граѓаните. Инаку општина Ѓорче Петров заедно со владата на Република Македонија и градот Скопје до сега имаат вложено над 3 милиони евра за изградба на канализациона мрежа во населеното место Волково. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од Сојуз на иднината Андреј Жерновски најави бесплатно паркирање за сите жители на општина Центар на било која локација во Центар и го обвини Тодоровиќ дека му ја препишува неговата изборна програма. А кандидатот за Карпош Стефчо Екимовски најави реконструкција на старите фасади на зградите во Карпош. Елизабета Дамјановска. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од Сојузот за еднината Андреј Жерновски денеска најави бесплатен паркинг на територијата на цела општина Центар за сите жители на општината, при тоа обвинувајќи го неговиот против кандидат Владимир Тодоровиќ дека идејата за бесплатен паркинг за жителите на општината ја презел од неговата програма. Тој изјави дека интересно било тоа што неодамна раководството на оваа општина предложило спојување на двете паркинг служби, таа на град Скопје и на општина Центар, а сега ја менувале тактиката и најавувале гратис паркирање. Остана нејасно докрај колку пари се собира од граѓаните и каде се потрошија парите кои што се собира преку паркирањето уште на првата седница на Советот. Ќе предложам одлука со која на секој граѓанин на општина Центар ќе му се овозможи бесплатен паркинг на сите паркиралишта во општината без разлика на местото на живење. Тука пред мене се и мојата изборна програма и неговата изборна програма. Во неговата изборна програма воопшто не пишува никаде за концептот бесплатно паркирање. Во мојата изборна програма, истовремено ги објавивме, нели, го пишува токму овој концепт. Мислам дека на вистина е несериозно и тоа помеѓу првиот и вториот круг да имаме препишување на изборна програма. Кандидатот од Српската напредна странка за градоначалник на општина Карпош Стефчо Екимовски денеска најави почеток на реконструкцијата на 163 стари фасади, веднаш по завршувањето на вториот изборен круг. Веднаш по 7 април, по завршување на вториот изборен круг по нашата победа, започнуваме со нашите проекти. Ова е првата
од ветените 163 фасади во општина Карпош, која што ќе биде направена започната да се прави уште во текот на месец април, имајќи во предвид дека заедно со граѓаните веќе на 70% од прозорите веќе се заменети. Ова ќе биде првата фасада од тие предвидени што ги имаме 163 фасади. Кои се дел од културно-забавните случувања каде би можеле да го поминете вашето слободно време вечерва, гледате од следниот прилог. Во Македонскиот народен театар вечерва од 20 часот се игра представата Ни ваму ни таму од Бојан Трифуновски. Пред премиера на представата Солунски патрди се извидува вечерва од 20 часот во Драмскиот театар. Представата од авторот Миле Поповски, а во режија на Коле Ангеловски. Во театарот за деца и младенци вечерва се извидува реприза на представата Пипи долгиот чорап. Во кинотека на Македонија од 20 часот се прикажува играниот филм Приказни од златните времиња. Во Приказни од златните времиња, преку урбаните митови раскажани од перспектива на обичниот човек, секојдневните бизарни и навидум надреални ситуации се третираат комично, бидејќи токму хуморот е тој што на романците им помогна да се соочат со изместената логика на комунистичката диктатура. Младинскиот културен центар на мала сцена од 21 часот и 30 минути започнува концертот на Домени нова генерација Здраво млади. Картите во предпродажба се по цена од 250 денари, а на врата 350. Во клубот Колосеум легендарниот состав Црвена јабука вечерва одржува концерт. Влезниците се по цена од 250 денари, а на врата 300, додека пак по 1 часот по полноќ билетите ќе се продаваат по цена од 350 денари. Во останатиот дел на урбаните вести ќе гледате. Спорт. Кошаркарите на МЗТ Скопје и Фени Индустри ќе играат во полуфиналето на Кошаркарскиот куп на Македонија. Црвена јабука вечерва ќе одржи концерт пред македонската публика. Кошаркарите на МЗТ Скопје и Фени Индустри ќе играат во полуфиналето на Кошаркарскиот куп на Македонија. Ова е само една од спортските вести кои следуваат